Почнуваме со вестите. Последен работен ден на градоначалниците им е понеделник. Немаат намера да работат спротивно на законот. Затоа тие на 15 мај ќе се ги спакуваат своите лични работи од кабинетите, пошто заминуваат од функциите. Последен работен ден на актуелните градоначалници ќе им биде понеделник, откако политичките партии не постигнаа консензус за измени во изборниот законник, со кој им се продолжи мандатот до спроведување на локалните избори. Градоначалниците се децидни дека немаат намера да работат спротивно на законите. Им преостанува само да си ги спакуваат личните работи од нивните кабинети. На нас ни мандатите завршуваат, не само на мене, туку на сите. Може би уште и понеделник да си формално ги затвориме канцелариите. Градоначалниците од источниот регион повторно апелираат да се најде решение за актуелната ситуација со локалната самоуправа. Сметаат дека општините по инерција ќе можат да функционираат уште 2 недели по 15 мај, пошто ќе следи блокада за платите на наставниците, администрацијата, градинките, пожарникарите, но и на услугите кон граѓаните. Че нека си останат кавгите, расправиите во делот на собранието, во делот на изборот на влада, во делот на сето оно друго што е на ниво на држава, меѓутоа она што ги тишти директно граѓаните да се надминат тие различни политички разлики и да се постигне консензус, веројатно или со продолжување на мандатот на градоначалниците и советниците, или со назначување на некој лица на некој друг начин, да се најде законска форма која што ќе овозможи да граѓаните ги вршат, на граѓаните им се вршат услугите кои што ги дава општината, односно локалната самоуправа. Градоначалниците забележуваат дека засега решението за нормално функционирање на општините го гледаат во Македонското собрание. Од ваквата ситуација проблеми ќе имаат вработените во децентрализираните институции, но ќе трпи бизнис секторот и градежните компании кои ги реализираат локалните проекти. Државната изборна комисија пред неколку дена на својата веб страница ги повика граѓаните да направат увид на податоците во избирачкиот список и доколку сметаат дека е потребно да побараат измена, дополнување или бришење на податоците. Избирачкиот список кој се става на јавен увид е направен со податоци на граѓаните кои заклучно со 1 февруари 2017 година станале полнолетни. Повикот на Државната изборна комисија се објавува во време кога е неизвесен мандатот на градоначалниците и општинските совети, а се уште не се закажани локалните избори, ниту пак се знае кога ќе бидат закажани. Поред прелуката на Државната изборна комисија Љупка Гугучевска вели дека повикот до граѓаните за увид во списокот е редовна постапка и дека за тоа имаат обврска 4 пати годишно да прават пресек. Но доколку се закажат локални избори, ситуацијата ќе биде сосема поинаква. Во тој случај, избирачкиот список се става на јавен увид најдоцна 15 дена од денот на распишување на изборите. По 20 дена списокот се заклучува, вели Гугучевска. Јавниот увид може да се изврши на официјалната веб страница на Државната изборна комисија и во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија. Барања за измена, дополнување или бришење на податоците во избирачкиот список, граѓаните ги поднесуваат во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија. Стои во објавениот повик на страницата на Државната изборна комисија. Денес се одбележува Меѓународниот ден на медицинските сестри. В недела, нивното здружение ќе ги прогласи најдобрите сестри кои со својата хуманост и посветеност се истакнале во текот на минатата година. Сепак, медицинските сестри во источниот дел од државата стануваат дефицитарен кадар. Борбата за подобра екзистенција, повисоки плати во некоја од европските земји е причина за одлевањето на овој мощно потребен медицински кадар. Болниците од источниот дел на државата куборат со кадар. Покрај специјалисти и лекари по општа медицина недостасуваат и медицински сестри. За целосно екипирање на Штипската болница потребно е вработување на 30 нови сестри. Најголем недостаток има на интерно оделение.
И од Сдруженијето на медицински сестри на денешниот нивни интернационален ден алармираат дека недостатокот од медицински сестри и техничари е сериозен проблем, а ситуацијата е настаната поради заминување на стручниот кадар надвор од државата. Ние се соочуваме со еден проблем, недостаток на медицински сестри моментално во болницата. И нашите одговорни сестри по сите одделенија прават максимални напори за да се направи организација која нема да пречи во работата и негата на пациентите. Со недостаток од кадар се соочува и болницата од Кочани. Покрај медицински сестри и техничари, таму пак недостасуваат и специјалисти. И во моментот во тек се вработување на 2 лекара и 2 медицински сестри. Технички персонал немаме во тек. Вработување за технички персонал немаме. Што се однесува до огласот за вработување на 30 медицински сестри во Штипската клиничка болница, се уште нема официјален одговор. Откако ќе се формира новата влада, информира директорката Елизабета Папарова, болницата повторно ќе поднесе барање до Министерството за здравство и финансии, за да им се продолжи огласот што беше одобрен минатата година. Штип и Конче стануваат рударски општини. Рудникот Боров дол ќе се отвори наредната година, откако ќе завршат археолошките истражувања на локалитетот Врчва, кој се наоѓа во срцето на рудното наоѓалиште. Радовишки Бучим ќе ги финансира археолошко-конзерваторските истражувања со цел побрзо да почне експлоатацијата, која значи и продолжување на векот на Бучим. Отстранета единствената пречка за отварање на рудникот Боровдол, кој ќе го продолжи векот на единствениот рудник за бакар Радовишки Бучим. Директорот на Штипскиот музеј Зоран Читкушев и заменик директорот на Бучим Николајчо Николов денеска го подпишаа договорот за археолошко-конзерваторски истражувања на локалитетот Врчва, кој се наоѓа во срцето на рудното наоѓалиште Боровдол. Рудникот Бучим во износ од 11,5 милиони денари ќе ги инвестира истражувањата на локалитетот Врчва со цел од почетокот на наредната година да почне експлоатацијата на рудата во Боровдол. За нас е важен факторот време, затоа што тоа го бара инвеститорот, треба да го искористиме летниот период и очекуваме дека роковите од договорот ќе бидат запазени и дека се вкупно на овој начин ќе има корис и Република Македонија и Министерството за култура и локалната самоуправа, затоа што ќе доистражиме еден археолошки локалитет кој во нормални услови да не беше рудникот, веројатно ќе чекаше многу долго време, затоа што има сигурно поинтересни локалитети за оваа намена. Во Боровдол се потврдени над 50 милиони тони рудни резерви, кои ќе значат и 10 годишно продолжување на работата на Бучим. Рудното наоѓалиште се простира на 57% на територија на Конче, 39% е на Штип и околу 4% на Радовишка територија. Директорот на Штипскиот музеј Читкушев вели дека археолошко-конзерваторските истражувања на локалитетот Врчва ќе траат 180 дена. Станува збор за рударска населба од римски период. Во нив ќе бидат отклучени 80 физички работници и 20 на луѓе кои ќе го составуваат стручниот тим на археолози, конзерватори, документатори и други лица кои ќе бидат вклучени во оваа активност која ќе се, како што реков, реализира за 180 дена и таа екипа ќе биде за цел период сместена на овој терен. Читкушев истакна дека по подпишувањето на договорот се очекува одобрението од управата да го добијат за 15 дена, пошто ќе почнат со археолошко-конзерваторските истражувања. Откако археолозите ќе завршат со истражувањето, рудникот Бучим ќе може да почне со експлоатација на рудата, која ќе се преработува токму во нивните постојни капацитети, а дополнително ќе се вработат столица. Штипските овчари ги земаа ножиците в раце. Традиционално почна стрижењето на овците. За оваа професија младите не покажуваат интерес, иако добро се плаќа. Стрижачите на овци во Штипско ги земаа ножиците во раце. Почнаа со стрижење на овците во стадата. За оваа професија повеќе не раскажа 66 годишниот штипјанец Донче Гоцев, кој вели дека работата е многу тешка, поради што и младите не сакале да ја работат.
Занаетот го научил од својот татко, кога имале стадо со овци, но ги продале. Сега додава дека доаѓа да стриже овци, за да заработи некој денар, да не седи дома. Ова го научил од татко ми. Тежок занает ли ова? Многу тежок занает. Тоа е тежок, никој, сите ги молиме, не сака никој да стрижи. На газди вие са 1200 овци газда има. И стрижиме тука 2-3 дена е. Во една сезона колку овци ки стрижите? Па до 500. 500 овци, 7 души. Има ли некоја посебна техника, еве, што само со едни ножици се работи? И други резерва носам. Ако ми се откажат овие другите. Работата на стригерите не била доволно платена, смета Гоцев, ниту волната имала добра цена. И мало кажуват, две партии взимат вуна, ама по 25 динара, многу ефтино. Многу малку пари. Лани 40 динара, сега 25 динара. И ние ефтино стрижеме, многу стрижеме ефтино. 25 динара, ваа овца стрижам јас. Едно овца 25 динара. Времињата не се како порано, забележува Гоцев. Според него добро е што се уште имало интерес за откуп на волната. Во Штипско ја откупувале две компании кои ја извезувале на пазарот во Турција. Традиционално за празникот Ѓурѓовден во Штипско почнува стрижењето на овци. Стригери се помалку има, а и овци за стрижење. Стадата со овци од година во година се намалуваат поради болести, но и по долготрајната криза во овчарството, наметната од ниските откупни цени на млекото и месото. Како и да е, оваа професија е добро платена во странство. Во Германија за истрижена овца стригерите наплаќаат повеќе од 2 евра, а за стриг на 100 овци дневно може да заработат и до 230 евра. Јавното предпријатие ИСАР даде евидентен допринос за поубаво уреден Штип. Коритото на реката Отиња е урбан украс на градот и комплетно ќе биде доуреден до ново село. Ангажманот на јавното предпријатие ИСАР заедно со општина Штип за уредување на коритото на река Отиња е евидентен. Половина од речното корито е комплетно уредена, ќе се доуредува и делот кон ново село. Сите знаеме до пред 3 години како беше кеот на река Отиња. Сите знаеме дека во река Отиња се напасуваа овци. Сите знаеме дека река Отиња беше гнездо на змии. Сите знаеме дека овде беше најуништен ке од сите кеови во цела Република на сите Македонија, на сите реки. Дури и помалите градови во Штип имаат следен кеј. Благодарение на макотрпната работа, 3 годишна, успеавме да го средиме комплетно речното корито на река Отиња, а сакам да најавам дека откога ќе се решат, имаме некои приоритетни работи, по завршување на овие работи, ќе продолжиме со средување на кеот на река Отиња до ново село, односно целиот кеј до влевот на Отиња во Брегалница ќе биде комплетно хортикултурно среден и со камења среден. Бојаджиев нагласи дека јавното предпријатие ИСАР во иднина ќе продолжи исто така да реализира повеќе проекти за урбано уредување. Одиме со другите актуалности. Деновиве во тек е јавната објава за оттуѓување на градежно неизградено земјиште во сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно надавање. Станува збор за 2 парцели за индивидуално домување и 1 парцела за колективно домување. Индивидуалните парцели кои се лоцирани на улицата Видео Смилевски Бато се со површина од 335 и 321 метар квадратен, а почетната цена е 61 динар за метар квадратен. Вкупната почетна цена на јавното надавање е околу 20.000 денари, а банкарската гаранција за сериозноста на понудата, со која понудувачот ќе гарантира дека доколку се стекне со статус на најповолен понудувач, ќе ја уплати крајно постигнатата цена од електронското јавно надавање во рок од 15 дена од приемот на писменото известување за избор и се движи до 60.000 денари. Градежната парцела која е намената за изградба на зграда за колективно домување е со површина од 3859 метри квадратни и е на улицата Никола Карев, а почетната цена за јавното надавање е 800 денари по метар квадратен или вкупно 3.087.200 денари, а за јавното надавање односно банкарската гаранција за подносителот е 9.261.600 денари. Пријавите за учество на јавното надавање може да се достават до 12 јуни во електронска форма, а јавното надавање е закажано за 14 јуни. Сите услови за учество на јавното надавање се објавени на веб страницата на општина Виница, како и во дневните весници Вечер и Нова Македонија.
По имунизацијата на крупниот добиток против болеста јазлеста кожа ќе продолжи вакцинацијата на ситниот добиток против болеста бруцелоза во Карбинско. Подолго време во Штипско не се земаат крвни анализи за испитување на присуство на оваа болест во стадата на сточарите. Вакцинацијата на говедата против чореста кожа ќе ја пролонгира идентификацијата, регистрацијата и вакцинацијата кај ситниот добиток против болеста бруцелоза кај ситниот добиток. Од Штипската ветеринарна станица очекуваат дека наскоро ќе ја спроведат и оваа имунизација кај овците, козите, јагнињата и јарењата. Во Штипско подолго време не се направени крвни анализи за присуство на оваа болест. Ќе ја спроведеме и оваа активност со оглед на тоа дека Штипскиот регион не се зема крв за испитување на бруцелоза. Единствено се работи во делот на општина Карбинци. Па оттаму можем да кажем дека следниот период ќе ни биде малку побурен, во смисло на тоа да отфатиме конкретно општина Карбинци со испитување на присуството на бруцелоза, односно земењето на крвните проби. Истовремено ќе вршиме идентификација и регистрација како и одбележување на единките кои остануваат за приплод, додава Крстев. А знаете дека кај нас 2008 година се вакцинираше се комплетно, односно масовно вакцинирање, и сега секоја година и наредна година како иде се вакцинираат оние единки кои што се оставаат за ремонт. Пред 2 години одгледувачите на овци во Штипско покрена иницијатива за укинување на забраната за движење на ситниот добиток, сметајќи дека болеста бруцелоза е искорената во стадата со самата вакцинација. Сточарите не добија одговор од Министерството за земјоделство. Од Штипската ветеринарна клиника не може да потврда дали болеста е присутна кај добитокот, се додека не се направат потребните испитувања и добијат резултатите од крвните анализи. Родителите на децата со посебни потреби треба да ги знаат своите права и обврски. Голем дел од нив поради неинформираност не може да ги остварат. Е заклучокот од работилницата, која од денес и во наредните 2 дена ќе се одржува во Штип. Едно од најважните права кои треба да се остварат е вклучување во образовниот процес. Кај нас постои инклузија, но за жал само на хартија е ставот на невладиниот сектор. Македонија се уште нема изработено регистер за тоа колкав е бројот на лица со попреченост кои живеат во државата. Образованието, здравствениот систем, но истекнувањето на социјално право се најчестите проблеми со кои се соочуваат родителите. И голем дел од нив не се запознати ниту со своите права, ниту пак со обврските, појаснуваат од невладината организација Сплотени срца. Ќе бидат одржани повеќе предавања од разни области за едноставно родителите да знаат кои се прават и обврските во општество, бидејќи многу родители не го знаат тоа. Едно од најважните права кои треба да се остварат е вклучување во образовниот процес. Кај нас постои инклузија, но за жал само на хартија, е ставот на невладиниот сектор. Примерите за успешна инклузивна приказна можат да се избројат на прсти. Она што е најважно за лицата со пречки во развојот е раната детекција, како и обезбедување на соодветен стручен кадар. Раната интервенција е клучна за успехот и за било што понатаму, дали родителот ќе одбере посебно образование, дали родителот ќе одлучи детето негово да го вклучи во редовно образование, значи без рана интервенција тоа не е можно. Тука е значи единствената насока кон која што треба да се движиме за да можеме да зборуваме за било каква, нели тоа што е популарно, социјална инклузија на лицата со попреченост. Во текот на оваа недела во Штип беа одржани низ активности за подобрување на статусот на лицата со попреченост, како и подигање на јавната свест кај родителите, но и граѓаните за потребите на децата и возрастните лица со посебни потреби. Градот Штип го доби државниот првак по математика. Во Охрид се одржа 42-тиот државен надпревар по математика за учениците од основното образование. Од нашата општина учествуваат 4 ученици. Благица Постолова 8 одделение и Тамара Беркова 7 одделение од општинското основно училиште Димитар Влахов. Боријан Андов 6 одделение од училиштето Славејко Арсов и Дамјан Давков 4 одделение од општинското основно училиште Ванчо Прке. Ученикот Дамјан Давков на 9 годишна возраст освои прва награда во категоријата за 7 одделение и со тоа после многу години нашиот град доби државен првак по математика. Тој се здоби со право на учество
присуство на јуниорската македонска математичка олимпијада, која ќе се одржи на 3 јуни годинава. Боријан Андов освои втора награда, а Тамара Беркова пофалница. Петок многумина го сакаат, бидејќи ден пред викенд, бидејќи се готви вкусно гравче, но и поради пазарниот ден во градот Подисарт. На градскиот пазар во Штип овој петок беше раздвижено во текот на целиот ден. Пазарџиите ги покачија цените на производите, но граѓаните си пазаруваа вообичаено за цела седмица. За денешниот пазарен петок во Штип пазарџиите ги малку поскапија цените. Сепак, понудата разновидна, а граѓаните купуваа вообичаено за цела седмица. За патлиџан, да кажеме, 60 до 70 денари се движи од кило, краставичката е 20 денари, зелката 2 за 30 денари, пиперот е 70 денари и љути блак, и салатата е 10 денари. А компирот, младите 2 кила 70 денари, 35 денари и младиот кромите 20 денари од кило. Најмногу барани актуелните производи за овој период од годината. Патлиџан е 80 денари и 60 денари. Краставица е 30 денари, модерно патлиџан е 50 парче. И 40 најниска цена може да биде. Пипер е 80, лутио е и 180 денари. Зелгата е 20 денари, промишто е 320, јагодата е 100 денари. Или што велат за градскиот пазар во Штип граѓаните? А ја можам да кажам дека Штипскиот пазар е добро снабден. Само како што ни обеќаа дека ќе имаме европски пазар, ја гледам небото е горе. Значи немаме кров, луѓето немат услови за работа. Ја не знам дали обеќувањата кои што ни ги дадат треба да се бидат исполнети или само вака на празно. Европски пазар да, во Пробиштип, во Кратово, ама отида пред нас, ние за жал назад. Инаку робата во Штип мислам дека е една од најквалитетните, затоа што можеби сме и најблиску до поднебјата кај што може робата да успее. Се поголем интерес и за здравата храна. Морково нов, исклучува нов, 60 денари од кило, срешта 70, компиро е 40, дајконо 30 и 20 од парче, свекото 50 денари. Ѓумбро е 200 денари, модите 100 денари кило и тиквата 15 денари. Раздвижено на градскиот пазар беше во текот на целиот ден. И на крајот спорт. Фудбалските прволигаши в недела на програмата ќе ги имаат надпреварите од редовното 33-то коло, во кое на градски во Штип ќе се сретнат Брегалница и Победа од Прилеп. Поради настап во финалето на националниот куп, Пелистер мечот со Шкупи ќе го одигра в сабота. Уште 4 кола останува до крајот на прволигашката сезона, во која фудбалерите на Брегалница никако не успеа да се одлепат од последните две позиции на табелата. Брегалница има теоретски шанси за опстанок, во случај сите 4 серби до крајот да ги добие, а Победа да ги загуби. Тешко прифатлива е таа варијанта, ако се има во предвид дека Брегалница по метод со Победа 2 пати ќе биде гостин на Шкупи и на Македонија Ѓорче Петров, за да во последното коло на градски во Штип ќе гостува екипата на работнички од Скопје. На Штипјан им останува да погледат уште 2 прволигашки надпревари, на кои сигурно играчите на Брегалница ќе сакаат на најдобар можен начин да се представат. И иако никој неофицијално не се изјаснува, сепак вистината е таа дека Брегалница со едната нога веќе е во втората лига. За неделниот надпревар веќе се делегирани и судиите. Главен судија ќе биде Димитар Мечкаровски, на кого ќе му помагаат Дејан Неделковски, Игор Ширилов и Никола Костенчев како четврти судија. Контролор ќе биде Хаджипази Али Ларџан од Гостивар, а делегат Адмир Зекировиќ од Скопје. Еве ги комплетните парови за ова 33-то коло. Пелистер Шкупи ќе играат во сабота со почеток во 16 часот и 30 минути. Македонија Ѓорче Петров Шкендија, Ренова Силекс, Работнички Вардар и Брегалница Победа. Овие средби ќе се одиграат во недела 14 мај со почеток во 16 часот и 30 минути. Ете со најавата на фудбалските викенд активности ја заокружуваме петочната информативна емисија на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието. Имајте пријатна вечер и убав викенд.